Помина речиси 5-6 години, кога така да речам последен пат прошетав низ Демихисарската регија, поточно речено кога во 2017 господово лето за Илинден како дел од Маврошко-Кичевската конјаница не пречекаа демихисарци и не испратија во правец на Крушево, во правец кон Мечкин камен. Ете како што вели народот, Господ милувал Демихисарскава регија повторно да ја посетам, но овој пат по покана на Благојче Трајчевски да направам документарен запис и за селото Боишта, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историчките знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од датничко време, старо-македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски и е дел од секупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Демихисарско, така да речам никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и видна. На вториот ден од Божик, ова 2023 во господово лето, рано, мощно рано ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја крена слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбуди?" ме праша. "Добро утро," му одговорив. "Буден сум, одамна сум буден," додадов. Овдека Благојче Трајчевски, туку јас така порано, знаеш, поселски се јавувам, имам една молба да те замолам, ако можеш да дојдеш во Демихисаров наш насушен, да дојдеш во моево родно село Боишта, да направиш едно убаво слико и за моево родно место. "Што велиш?" ми довикна преку телефонската жица. Слушај вака да ти кажам. Со ние цум деновиве повторно да прошетам низ Демихисарскава регија, па убаво би било да го посетам твоево родно село и за него да направам едно убаво слико, малку на повисок глас, на шега јас му подвикнав. "Ете сега кандисај се, јас својата си го кажав, сега оставам на тебе," ми рече. "Туку кажи ми кого да дојдам," го подсетив. "На Свети Атанасиј Зимен имаме голема прослава, голем народ се збира, слава му е на манастирчето наше," ми рече. "Бива, што велиш?" ми подвикна. "Бива како не бива," му реков. "Ти само дојди до Демихисар, а јас ќе ми те пречекам и се ќе ти организирам, иш да не му се секираш," ми велеше Благојче Трајчевски. За селото Боишта тргнав во попладневните сати ден пред Свети Атанасиј Зимен, за да стасам навреме, што се вели, да се видам со селаните од ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека помеѓу помладите, по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, каде што во вечерните сати конакував кај мојот долгогодишен пријател Гоце Трпчевски во Демихисарско, попознат по прекарот Тито, во неговото родно село, селото Сладујево. Почитувани мои, овој мој стар олтајмер,
кој што многу пати во моите документарни записи го споменувам. Од марката Камазот, руска машина, кој што со мене ме прати скоро 20 кусур години, да знае да зборува каде се тој бил, каде тој се поминал. Ете како што напомнав, денеска сум тука на гости кај мојот пријател Тито, односно Гоце Трпчевски, кој што е познат во Демихисарско по прекарот Тито, кај него да го видам дали е тука. О, Тито бе, тука си! Да му викнам уште еднаш. Тито, тука си бе! Ајде, Павели! Здраво, пријателе! Здраво, добар ден! Примаш гости? Ај, како не. Откако преноќив кај мојот пријател Гоце Трпчевски Тито, рано во зорите, кај крстосницата Демихисар Кушево, ме чекаше мојот пријател Благојче Трајчевски, заедно со неговиот соселанец Трајан Таленски и неговиот пријател Цане Трајковски, со неговата сопруга Јасмина Трајковска, по потекло од селото Крушеица. Откако се споривме здравоживо, тргнавме по 15 километарската делница Демихисар Кичево во правец на селото Боишта и по речиси 30 минути народски кажано лагана вожња стасавме во селото Боишта, најсетне пред манастира Свети Атанасије, и откако и со манастирскиот одбор се рековме здравоживо и откако малку се стопливме околу разгорениот и усветен од жарта стариот манастирскиот железовојничко буре, направен и оставен од воените виори пампур на овие простори, и мавнавме по 2-3 чашина грејана боишка сливова ракија, со мојот домајчин Благојче Трајчевски и неговите пријатели се упатевме в село. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони, 30 години патувам низ нашите убави македонски села. Ете, сподајмо на Свети Атанасије, како што многу пати велам кога ги правам овие документарни емисии, некога сакам јас, туку кога Господ тој ќе го кажи, по покана на мештаните во селото Боиште Демихисарско, дојдов во ова село да направам нов документарен запис, ајде направам документарен запис за црквата кој што има манастирчето, кој што се наоѓа на 1 километар јужно од селото, кој што го носи името на светецот Свети Атанасије. Почитувани мои, со окото на ова камера предлагам да ја преследите ова репортажа во селото Боишта. Здраво. Здраво. И како ми? Арно. Тука си преку зимава? Да, бе. Кога како? Некој по 7 години. Аха. А преку летото идиш А, куќ? зато тука сум. Берам смреке, пилки. Имаше годинава смреке? Славо. Слабо. Како ја реновира распадната беше? Тоа пара станата. Спадна, тоа некоја тајца закрате. Ај, Почитувани мои, додека со мојот поглед, така да речам, ја разгледував панорамата на селото Боишта, мојот домајчин Благојче Трајчевски ми велеше: добре дојде, Зоране, во моево село. Да знаеш, долго те чекам да дојдиш и во ова село. Јас тебе добро ми те познавам, Зоране. Саде од телевизијата те гледам, а со радост и ги гледам репортажите за нашиве села. Многу убаво редом ги редиш историографските податоци, иако јас не сум по вокација историчар, но ме задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортаживе се веродостојни, а и навистина ги имам проверено и оние мои документи што го имам листајќи ги во моја историографска литература со која располагам. Откако што се вели со мојот домаќин Благојче Трајчевски, се го почнавме муабетот надолго и на широко за селото Боишта. За кратко време околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Благојче и тие ми велеа: Зоране, редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас.
како нашите сапиме, како домороден да си во селово наше, ние секаде ќе те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домајќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во нашево село Боишта, ми велеа. Poštovanje, kaj mislim? Добър си. Айде си. Хорошо, бреш. До 2 дена се лука вамо. Почитувани мои, предлагам дел од мноштвата приказни што ми ги раскажа Благојке Трајчевски и неговите соселани за нивното родно село, селото Боишта, да ги проследите во продолжение на оваа репортажа. Боишта е планинско село, сместено близу изворите на Боишка река, близу местото каде се сретнуваат Плакенска и Илинска планина. Боишта го зафаќа западниот дел на општината Демихисар. Од градот Демихисар оддалечено е 20 километри, а исто толку и од градот Кичево. Боиште во 70-тите години на 20 век беше едно од меѓу најбројните пожители села во Демихисарско. Селска слава ни е Ѓурѓоден. Селово има две цркви, црквата Свети Ѓорѓија и црквата Света Петка, а имаме и еден манастир кој се вика Свети Атанасије. Во периодот од 1950-та па се до 1952 година селото било дел од некогашната општина Вирово, во која влегуваа селата Боиште, Вирово, Лесково и Церово. Во периодот од 1952 и 1955 година селото беше во рамките на тогашната општина Смилево, во која покрај селото Боиште се наоѓале и селата Обедник и Смилево, а од 1955 година па се до 1966 година припаѓа на општината Демихисар, а од 1996 година па се до 2004 година припаѓа на општината Сапотница, а по оваа година повторно е во составот на општината Демирхисар. Јас сум Трајан Талевски, роден во ова село. Моментално живеам пред 40 години во Ресен, каде и таму работам. А татко ми Вангел се играше, мајка ми Славка. Колку куќи имаше селото порано? Во времето село броеше околу 80 куќи. Колку браќа и сестри сте вие во фамилија? Сестри во фамилија не 6 сестри и јас. Така. Кој му се соседни села на селото Боишта? Соседни села на село Боишта се Смилево, Церово, Вирово, Лесково. Тие се најблиски села во Атаров. На селото Боишта. Да. Како се викат овие виканите места овдека во селово? Виканите места имат многу. Позади нас Коптанија, долу Норниче, ваму Рудина према планинава. Колку мала има село? Мала селото има 4 мала. Терзиовци, Горномалци, Богдановци и Велјанчевци. Да. Колку е оддалечено од Демихисар, од градот Демихисар? Од Демихисар оддалечено од некаде околу 25 километри. Од што луѓето порано овде живеа? Што во ова село се работеше? Што овдека овие ниви, овие планинчина рајга, што се вика? Овие што гледаме наоколу, ова све беше житарица, имаше тутун се садеше, со дрводелие се расправаше народот. Имаше ли училиште овдека во селото? Имаше училиште до 4 одделение. Како се викаше училиштето? Училиштето се викаше Климент Охридски. Колку ученици бевте во твоето одделение? Ученици во моје знаење
Во четврто одделение бевме ние 16 ученици, а од прво до четврто имаше преку 60 ученици. А како ти се викаше даскало, што те научи да читаш, да пишуваш, да Борија соби? Лечовски, тој беше наставникот од Слепче соседние село. Строг беше или праведен? Па рече си срок беше и напати имаваше. Да. Така. Ова сега да те прашам. Овде како ќе дојдиш, рече дека пред 40 години си заменет од село во 40 години. така во Ресен. Кога ти се радува душата повеќе кога ќе дојдиш овде во боишта или ти таку кога треба да се замениш? Па рече си родниот крај ми е овде, ме влечит нормално. Сакам да дојдам во секој време, но условите и работите не дозволуваат почесто така да се иде. Каде се наоѓа денеска боишчанци, кај се раселени? Низ Македонија и надвор од Македонија. Бојштани се иселени, бојштанец може да најдеш во цел света. Има во Австралија, има по Америките, по скандинавски земји имат. Иначе предежно оде во Македонија иселени се Демирхисарските села, Демирхисар, Битолскиот крај, Гротосет иселени. Инаку овдека во времето имате ли црква, селска црква? Црква, имаме црква до Свети Свети Георгија. Има црква од секој пат од кој е создадено и селото. Која му е летна слава на боишта? Летна слава овде на боишта му е Ѓурѓевден, а зимски слави се пола село Свети Ѓорѓија, пола село Свети Никол. Беа зимски слави. Ти си релативно млад човек, меѓутоа може да се присетиш пред едно 50 на години кога беше млад, како беше во боишта за Велиден, за Божик, за Ѓурѓовден, за Свети Атанасија, за целото беше полно со народ. Беше многу весело. Срцевото беше полно со млади музики, имаше оркестар од селово и беше весело стално за секој празници ова. Така. Тука до тебе се наоѓа еден твој пријател, да ми се представиш? Јас сум Цане Трајковски, роден во село Крушевица, Прилепско, Мариово. Али моментално сум ми се другаде овие и со ними сум дојден оде во боишта. Имам претходно идено, поќе пати, ми е тоа познато селото, али не знам кога, како датира, што датира, али имам идено во селото. Што е тоа што те влечи да крста низ овие убавини македонски и после тоа што е? Значи, затоа што јас сум роден во такви села, планински села и покрај пријателите сакам и јас да се дружам во такви села, да движам, ме интересира, сакам да запознам такви села. Кој е овој побаво село? Крушејца? Секој ќе си офали своето огниште, нашето село мислам дека поубаво, ама ли ова е убаво планинско село, Себоре ти е, само што е запуштено, што нема народ, кај нас се уште има троа поќе жители. До тебе се наоѓа и Сопругата. твоето име? Јасмина Трајковска. Така, ти си родом? Родом сум од Горно Дупени, Преспа. Сега вака, родена си во селото Горно Дупени, Преспанско, мажена си за Маријовец. За Маријовец. Кој е поубав крај Мариовскиот или Преспанскиот? По мое, секој како што е родното место го влечи. Секој го е за поубаво родното место. Кога патувате со вашиот сопруг низ овие убави предели во Македонија, кој регион вака би го одбрале, да речем, Илинска планина, Плакенска, Галичица, Преспанското езеро? Преспанското езеро, Галичица, Пелистер, најубави места има секаде. Што е тоа што вашиот сопруг, која е мотивацијата да патувате, што се вика? Да видиме места, убаво е да видиш, да прошеташ. Кога ќе се вратиш во градот во Ресен, на твоите соседки, тука пријателки, што им говориш? Дали им велиш, бе дојдете да видите што е убавина? Му велам да видат, да прошетат, нормално. Кога последен пат сте биле во Мариово, во родното место на вашиот сопруг? Пред 2 месеци. Така. Колку Стално, редовно си одиме, посетуваме. Кога патувам низ нашиве заборавени села, многу пати гледам на Митревци куќата падната. На Петревци авлијата и куќата во фаза на паѓање. Многу ми навелат, ако ја чуваш родната куќа, пај ќе појдиш да се вратиш. Малце едно провокативно прашање, во Крушејца твојата родна куќа постои?
Постои, да. И се уште собираме сили да одржаваме. Јас, брат ми, сестра ми, сите заеднички собираме сили да одржаваме, нагледуваме што ми нешто во распаѓање, обновуваме да додека можеме да одржаваме, да можеме да си појдеме таму, да си преспиеме, да си поседиме, да се поправиме муваве за детските денови кои сме имале и така. Овде до нас се наоѓа и еден ваш соселанец, да ми се представиш? Благојче Трајчевски, од фамилија Иличковци ќе речеме, така не вика на куќа. Јас сум тука роден, во село во Бојшта. Тука сум пораснал и сега моментално живеам во Ресен. 36 години живеам во Ресен. И ме влечит родниот крај и затоа сум дојден тука. Кога ќе прочиташ низ селово, кога ќе прочиташ низ овие сокачина и патчина, кога ќе дојдеш во сред селото, кога ќе дојдеш овдека пред оваа стара чешма, може ли малку да се присетиш како изгледаше твоето детство, кога беше млад, кога беше дете? Моментално сега ми се плачи што се вели, како испадна село вака, во оваа состојба сега како што е. А во мое време беше живо селото, имаше луѓе, народ, деца. Кога имаше повеќе почитување кон старите? Во твое време или денеска? Почитување се разбира во мое време. Ги почитувавме по старите, почитување имавме према по старите и... Може ли да се сетиш во твоето семејство татко ти и мајка ти, дедо ти, баба ти, што стока чува? Колку имавте овци, кози, колку... Јас како што паметам, снимале овци, али јас толку не стигнав тие работи. Се занимававме со земјоделие. Туту нешто. Даскалот твој, како се викаш, како што го прашував твој соселанец? Исто Горјан Нечовски. Што ти одеше повеќе? Математика, македонски, ликовно, физичко? Да ви кажам отворено, математика да ми одеше повеќе. Све ми одеше, али математиката... Колку бевте ученици? Па ученици од прво до четврто над 60 ученици. А во одделението твое? Одделението над 5-16 ученици сигурно. Може ли да се сетиш како ти се викаше другарчето што седеше на клупата? На која клупа седеше? На прва, на трета? Па моето другарче мислам дека Борче Трајчевски се прозиваше, со него на една клупа седевме. Ама која клупа, втора, трета... Така. Од четото одделение каде, од осмо одделение, каде одевте? Потоа одевме Вирово, е оддалечено 7 километри. И пешки? Пешки одевме. По 7 километри еден правец, 7 назад, 14 километри секојдневно. Зоране, да те прашаме нешто, може ли? Ме замоли мојот домаќин Благојче Трајчевски. Може, како не може, му одговорив. Во името на моиве соселани, пред да продолжиме, редум да ти раскажуваме за досегашно обитисување на нашево село, дали може да чуеме од тебе ти нешто да ни раскажеш за многовековното битисување на нашево село, онака на твој начин да ни раскажеш, онака како што тоа ти го правиш кога саде те гледаме и слушаме на телевизорон и кога раскажуваш и за другите села, ме замоли Благојче Трајчевски, заедно со селаните од неговото родно село, селото Бојшта. Може, како не може, им реков. Убаво ќе сториш, ние саде ќе те слушаме,
а и некдегоде и ќе те надоврзуваме со нашиве приказни, ми предложија. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за селото Боишта датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар и испреплетени зад превезот на времето. Селото Боишта илјадници години зрачи на целиот него простор, како дел на животниот простор на древниот македонски народ, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби, житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсеј и Самоју, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоју и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските цареви, царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година, па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 година до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија, им го раскажав во ведниот дел за историјатот на селото Боишта на моите домаќини од ова село. Драги мои боиштани, ќе ви прочитам нешто за селото Боишта, уствари селото како се обраќа према нас, боиштаните. Ме оставивте само осамено, јас да тагувам, и солзи да ронам, и само мислам кога пак ќе ве видам, во преградки да ве имам. Што мана ми најдовте, што избегавте надалеку, преку планини, мориња и океани, да ги подарив сите убавини и богатства што ги имав. Чеда мои мили, додека вас ве има, ќе живеам и јас со надеж дека пак ќе ве видам. Оставивте куќи, огништа, си заминавте со солзи и тага, со мисла дека пак ќе се вратите, а јас наутро се будам да видам некој оджак дали чади или некој да не излези на чардак, но залудно, се е во тишина, го нема джагорот на луѓе, лаење на кучиња. Душа ме боли да се вратите, чеда мои мили. Ќе ви опростам, само да бидеме како во минатото, среќни, радосни, весели, и сонце да не грее сите заедно. Ги нема дечињата да се играат во школскиот двор, ги нема коледарчината, василичарите, бабарите, ја нема веселбата на Ѓурѓов ден, Свети Никола, Свети Ѓорѓија, за Велик ден,
галамата во кооперацијата ја нема, трубата да засвири, писма разгледници да донеси поштарот. Ме оставивте со уличните, ми поставивте и селски водовод. Бев најгордото село. И затоа, чеда мои мили боиштани, многу ми е тешко без вас, несреќно, срамежливо, зашто бев едно од највеселите села во општина Демирхисар. Да ми сте здрави и живи, среќни и весели, радосни и не ме заборавајте да ме посетувате секогаш сте добре дојдени, да се видиме, прегрниме со солзи радосници, да се пречекаме, зашто јас сум вашето родно огниште, Боишта. Обстојувањето на селото Боишта е забележено и во отоманскиот пописен тапи Тефтер број 8 од 1440 година за времето на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Беглус, со чијата раководеле Амет Балабанбек и Сари Мулабек, во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер број 993, во листовите од 1 до 10 и во 988 од лист 11 до лист 97, кој датира од 1468 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од датарот на вакуфот на Устреф ага и на вакуфот на Демо ага, во отоманскиот пописен Дефтер од 1568 година, во пописниот Дефтер од 1582 година. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на тимарот на Адем Паша, чии негови неколку чиплици ги раководеле Дожан ага, Кара Мустафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек. Селото Боишта се споменува и во отоманскиот пописен Дефтер од 1867 година. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Боишта биле Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Казас бек, Тевдик бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек. Овие чифлик сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Добромири? Да, јас сум од Добромир. На кого си? На Славета? Славе Матичев. Врагоски. Тој. Тој. Точно така. Ви добри? Правите вие како се... Добро, ја дојдов. Ја немав многу да дојдем да видиме. Се прошете на малку да го видиме, не само Боишки сред, малку да видиме и селото. Дали слеговте до куќава, не селото? Не можеме Не, да многу е. Не многу. Прекинато до овие цветковци што имаат поизградено нешто, тука до тука се вози. Да, тука слегов да се нема куќина таму. Сето е зашумено. Само камен. Од подавница никој нема. Овде куќа имаше до центар. И та падна. Ова мечкаровци се. И таа падна. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век,
па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото имало 650 жители. Според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото имало 720 жители. Сега се наоѓа преселска црква Свети Ѓорѓија. Овде беше во времето се прави корза, работува, бавча беше, вакаска бавча, тука се седеше, се играше тие работи. Али времето одмина. Времето си го прави своето. Дека селото Боишта на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски и балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, Селските населби во Железнец, издаден во Белград во 1959 година, за селото го забележал следното. Селото се наоѓа во областа Долни Железнец, во јужните падини на Илинска и Плакенска планина. Јован Трифуновски во својот научен труд Селските населби во Железнец ги забележал најстарите семејни лози, и тоа семејните родови на Богдановци, Дамчевци, Тодорчевци, Јанковци, Банаковци, Здравевци, Трајковци, Џамбазовци, Белевци, Бочевци, Божиновци, Белјанчевци, Весковци, Гајтановци, Чешлаковци, Чукаловци, Зајаковци, Далјиновци, Пројковци, Китановци, Перумуновци, Цветковци, Јошаревски и Поперци. Во 1900 година Боиште имало 650 жители, во 1905 година 720 жители, во 1914 година 716 жители, во 1925 година 750 жители, а во 1931 година достигнува максимум од 765 жители. По Втората светска војна, како резултат на емиграционото движење, бројот на жителите се намалува од 686 во 1948 година, 495 жители во 1951 година и 180 жители во 1955 година. Селски празник на селото му е Ѓурѓовден. Селото има две цркви, црквата Свети Ѓорѓија и црквата Света Петка. Се наоѓаме во црквата Света Петка, на влезот на селото Боишта. Под село, да кажеме нешто за црквава Света Петка. Света Петка е изградена во средниот век. Пред неколку години беше во фаза на распаѓање, но за тоа се погрижи господинот Тони Марковски, нашиот мештанец. Една благодарност до Тони и сите што донирале за ова црква Света Петка. Црквата Света Петка има полукружна апсида. Зидана е со камен и варол малтер. Покривот е двоводен. Најсетне покријана била со доломитни плочи, а подосна со турски ѓерамиди. Фасадата е фугирана, а црквата не е живописана.
Еве, овдека се наоѓаме во мощна старата селска црква, црквата Свети Ѓорѓија. Може ли да ми кажеш некои податоци, кога е црквата градена, која година и кога е живописана? Црквата Свети Ѓорѓија е изградена во 1850 година, живописана во 1878 година, северниот и јужниот дел на црквата. Покривот бил со плочки беше, а сега со ѓерамиди. Црквата Свети Ѓорѓија градена е во две фази. Има правоаголна основа со 7-страна апсида, архиравно покриена. Апсидата е градена од делкан бигор, како и венецот, отворите и чошињата. Фасадата е фугирана. Црквата има таваница од штици со опшивни лајсни. Фреско живопис има само на северниот и јужниот зид, изработен во 1878 година. Селото Боишта уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1849 година во црквата Света Петка на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, учители биле селските попови. Моите баби и дедо се од Боиште. Од Боиште? Така, јас сум представник, дојдена во денеска на Марковци. И секогаш, секоја година си идиме тука. Како се викаше дедото и бабата? Драгица и Драган Марковски. Така. Драгица од Бошковци, Така? а Драган Марковци од Белјановци. Ти се радови душата што е овдека сега со Свети Атанасија си дојдено во родното село на дедото и на бабата? Така. Која порака ќе ги пратиш на твоите другари, пријатели во градот кој ќе се вратиш вечер? Па, јас би сакала секоја година да ја тераме традицијата. Никогаш да не се откажуваме. Ајде. И секогаш да се враќаме во родното. Во подалечното минато, мештаните од селото учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна држава Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во селото Боишта се воделе борби. Во атарот на селото Боишта таму горе, викано кај Бачилата, имаме и загинати револуционери од селото Боишта. Можам и да ви ги прочитам тие. Тале Тодоров Дојчиновски, Тале Димов Ангелевски, Петре Марков Ангелевски, Ѓорѓи Петров Талев, Тале Ристев Трајковски, Даме Петровски, Тале Иванов Јовановски, Коте Ставрев Јошевски и многу други борци што го дадо животот за Македонија. Исто така селото не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речише и сето население, а пак дел од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а на ударот на слободата на македонскиот народ за создавање на Македонија. Ви ги прочитав горе кај црквата паднатите револуционери за време на Илинденското востание. Имаме од Боишта што се бореле во Народно-ослободителната војна и ќе ви ги прочитам и нивните имиња кои се спомен плоча на паднатите борци во Народно-ослободителната војна од село Боишта. Велјановски К. Ѓорѓија, Димовски К. Богоја, Илиовски П. Наум, Велјановски Д. Миладин, Стефановски Д. Алексо и Ѓорѓиевски С. Тале од Општинскиот комитетен одбор на Сојузот на борците Демир Хисар, 11.10.1951 година.
Во чест на паднатите борци од Народно-ослободителната војна и илинденските револуционери од село Бојшта, ќе ви прочитам неколку песнички. Бојшта. Таму горе бигла планина, знаме се развеа, знаме македонско. Ми се собрале сите војводи и комити, да се борат против тиранијата, земја татковина да ослободат. Заклетва зедоја, живот дадоја. За Македонија борба започна, борба крвава кај бачилата. Глас се слуша, дојдете брајќа бојштани, да се бориме, душман да сотриме. Пушки згрмеа, гора се затресе, Бојшта славно, оган го гори, план прави што да стори, гордо брајќа ќе се бориме, на душман не се предаваме. Нека знае светот, македонци постоеле и ќе постојат во својата мила Македонија. Уште една песничка ќе прочитам. Бојшта го доби името. Бојшта бисеру бавино, кој ти го даде името ми го даде Илинден под бигла планина. Бистра вода течеше, Бојшта раните ги лечеше. Од тие пусти борби крвави, животи дадоја, за тебе мило Бојшта, село историско. На срцете имаме, на душата носиме, наш најмил роден крај, Бојшка убавина. Зарем мораше корените да ги пуштиш насекаде, да тагуваме и солзи да рониме. Арно, ама ние живот даваме, тебе Бојшта не те даваме, зашто ти ни си наше најмило на светот. Кога секој добронамерник ќе дојде во селото Бојшта и кога ќе прошета низ селските сокачења и патчења, ќе ја забележи веќе старата традиционална македонска селска чаршишка архитектура, која и порано ја имало ова село, која се карактеризирала со приземје изидано од камен, каде што се наоѓале просториите за чување на добитокот и јамбарите за жито, и кат изграден од цигла, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи тешки порти, кои говорат дека селото Бојшта денеска е заборавено село во Република Македонија. Селото, родниот крај ме влечит и само мислам за родниот крај и напишав нешто од душата и сега ќе ви го прочитам. Бојшта, еве дојдов. Еве ме дојдов Бојшта, мој роден крај да видам, куќата посетам, огниште да видам таму кај што сум се родил и пораснал, да се потсетам на детството минато, да ги посетам и видам сите незаборавни места, училиште да видам, ама нозе ми се кинат, солзи по лицето ми капат, капката ме уби, сеќавајќи се на школските денови, како си игравме во училишниот двор. Тргнав со солзи по лицето према црквата Свети Ѓорѓија, да ги посетам моите најмили и да се поклонам пред нивните несакани домови, гробови се разбира, да се прекрстам и свеќа да запалам. Со болка и тага си заминав, велејќи, збогум мое село, те сакам и ти ветувам, пак ќе се вратам. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Бојшта, да се видам со селаните од ова село,
а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека меѓу помладите пораѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, како изгледаше празнувањето на патрониот празник на манастирот Свети Атанасија и Александрийски во селото Боишта, ќе ви пренесам во продолжение на наредната репортажа.